73 производи кои ги вметна владата во есенската кошница се со ограничени маржи до 10%. Маркетите се прилагодуваа на мерката која треба да трае до крај на октомври. Од она што се забележуваше на терен, дел од маркетите веќе имаа поставено ознаката на рафтовите и воладилниците помалку трошоци, повеќе за тебе, што според владината одлука е задолжително да стои до производите кои се со намалени маржи, а со тоа и намалена цена. Во дел од маркетите воопшто не беше поставена ознаката, а дел се уште ги прилагодуваа рафтовите со цел да не бидат мета на пазарната инспекција. Дел од производите утринава се уште се продаваа по иста цена, веројатно поради што се уште не беа поставени новите согласно одлуката. Онаму каде веќе се применува мерката се чувствува намалување на цените. Пример, свинското месо е поевтино од 17 до 20 денари за килограм, додека пилешкото се намалило за 10 денари. Дел од сирењата се намалени за 10 до 20 денари, а во одредени маркети позначително се намалени цените на зеленчукот и овошјето. Доколку не ја почитуваат мерката, трговците ќе мора да платат казна во висина од 800 до 10.000 евра во зависност од големината на маркетот, како што информираат од пазарна, инспекторите се на терен и проверуваат каде има прекршување. Казните се одредуваат според Законот за трговија и изнесуваат од 800 до 10.000 евра, во зависност од големината на субјектот и по Закон за заштита на потрошувачите, доколку не се постават ознаките за намалување на цените предвидени со одлуката. Граѓаните и синдикатите реагираа дека трговците ги покачиле цените пред носењето на одлуката. Премиерот е дециден. Секој кој се однесувал шпекулативно, неморално и неетички ќе биде санкциониран. Мицкоски очекува дека цените ќе паднат за 10%. Производите не се резултат на шпекулативна мерка, туку се резултат на анализа и теренски анкети водени со граѓаните кои производи се најкористени во овој период од годината. Така ќе биде и можеби пред новогодишните празници, така ќе биде на пролет и цело време така ќе функционираме. Целта ни е да го лесниме животот на граѓаните и да ја намалиме цената на производите. Но секој оној кој што се однесува шпекулативно и неморално и неетички ќе биде санкциониран. Со ограничена бруто профитна маржа до 10% се брашното, лебот и пекарските производи, млекото и млечните производи, месото и преработките од месо, дел од овошјето и зеленчукот, ориз, граф, тестенини, масло за јадење, дел од конзервираните производи, како и безалкохолните пијалоци. По есенската најавите се дека ќе има рамазанска, велигденска и божикња кошница.